Добра вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во новата сезона на За или Против. Во истото студио, истиот концепт, ќе ги обработуваме темите кои што се најактуелни. Тие не се исти, бидејќи имаме секако и нови прашања, нови предизвици, нови теми на кои што треба да им се посветиме, но има една тема која што е секогаш актуелни, тема на која што секогаш може да се посветиме, а тоа е секако образованието, имајќи предвид дека она кое што значи и основно и средно, подоцна и високо образование, во суштина го обликува младиот човек, му ги дава потребните знаења и вештини. Токму тоа ќе биде фокусот на денешната емисија и токму затоа вечер во велам добре дојде на министерката за образование, доктор Весна Јаневска. Добре најдов, добро вечер. На овој 1 септември започнува новата учебна година 2025-2026 и според податоците кои што тогаш беа достапни, кои што не ги соопштивте, е дека новата учебна година е започнале 245.000 ученици, од кои што 177.800 во основното образование се запишале, додека пак 67.200 во средното образование. Може ли за почетокот да продискутираме што ни покажуваат овие бројки? Прво да ги потврдам, да, тоа се точните бројки што ги имавме пред 2 недели, со тоа што се уште во моментов во одредени училишта се довршуваат уписи. Имаме, например, во една гимназија вратени од странство 20 ученици. Имаме во неколку основни училишта исто пристигнати во тоа училиште нови ученици кои вратени од странство, кои се преселиле. Но бројките се движат тука некаде. Она што годинава може да не радува е дека минимална е разликата од ланската до оваа година. Но предвидувањата, со оглед на тоа дека за околу 5 години се изгубени 6.000 првачиња, за следната година не сме сигурни дали ќе биде исто така, но да се понадеваме дека губитокот ќе биде, оти тоа е губиток, нели, на млада сила, на млада енергија, на квалитетен кадар утре, дека ќе биде минимален или дека барем ќе влеземе во некаква стагнација, што е добар почеток за во иднина. Така да јас искрено се надевам дека ако го држиме ова ниво и следната година, малку понатаму ќе можеме да се надеваме и на прираст. Како образование и како влада влеговме во кампања за вредностите на семејството и секако поможност за повеќе детно семејство, што е значајно за оваа земја и не само за оваа, и за други земји, но знаете дека глобалниот тренд е да имаме се повозрастни, а се помалку млади и новороденчиња. Јас искрено се надевам дека оваа кампања ќе вроди макар со минимален плод на почетокот, а потоа дека ќе биде и подобро. Како влада даваме и други повластици, освен нели што водиме кампања за младите брачни парови да можат да си обезбедат услови за да можат да одгледуваат деца. Да, децата и она што значи иднина на државата во суштина треба да види во таа насока насочена, но исто така добрата иднина подразбира и добар систем од повеќе аспекти, но ние денеска ќе го зборуваме образованието во фокусот, нели секако ние. Изминативе, особено 7 години, имавме еден голем предизвик кога стануваше збор за учебниците. Се почнува учебни години без учебници, без концепт, без стратегија. Каква е состојбата годинава? Јас со големо задоволство можам да кажам дека и лани имавме учебници и оваа година имаме учебници. Оваа година покрај тоа што има учебници, има и нови наставни програми за 7 оделение и за 1 клас гимназија. За една недела од сега, нека бидат и 10 дена, ние ќе објавиме нови наставни програми за 8 оделение, бидејќи така и ветивме. Секоја година по една година плюс. Оваа година 7 и 1 клас, следната година 8 и 2 клас и понатаму продолжуваме 9 и 3 клас гимназија. Значи веќе идната недела објавуваме нови наставни, бирото објавува нови наставни програми за 8 оделение,
веројатно до крај на втората недела и за втори клас гимназија и почнуваме да се подготвуваме за новите учебници. Што туку завршивме со овие, но веднаш ќе почнеме да се подготвуваме за новите учебници, за и следната година да можеме да кажеме дека и 8 и втори клас гимназија ќе имаат цела генерација комплетно нови учебници со нови наставни програми. Еве еден куриозитет за вас. Сега гледам дека одредени учебници сега при анализата која правевме, нели, за менување на наставни програми, број на учебници кои се потребни, гледам дека ние имаме одобрени учебници од 2005-2006 година, 2012-2013 година, што на вистина не е во ред во однос на образованието на учениците. Може би во одредени предмети и нема значајни промени, но мора да бидеме реални и да кажеме дека да, во одредени предмети се случуваат драстични промени во последните години и таму мора да се интервенира и тоа заедно со Бирото за развој на образованието и го правиме. Покрај тоа што еве со задоволство велам дека имаме учебници и оваа година, би сакала да се заблагодарам на целата педагошка служба во Министерството за образование и наука, особено на директорот Роберт Аџи Петров, кој заедно со својот тим навистина во овој период ниту гледа работно време, ниту се штедеа, ниту ги интересираше било што друго, освен на учениците, на наставниците да им обезбедиме учебници. Голема новина е што после голем број на години ние имаме учебници по странските јазици и тоа имаме одлични учебници по странските јазици затоа што компаниите кои конкурираат донесоа престижни фирми во Македонија, фирми, односно компании од чии учебници учат низ цел свет. Па така и македонските деца ќе можат да учат странски јазици по учебници кои учат во Германија, например, англиски, во Англија германски, во Франција англиски. Значи, за прв пат ни влага Макмилан, Кембридж сме имале, но тоа е реномирана исто така издавачка куќа. Клет за прв пат влегува во Македонија за германски јазик. Така да, генерално можам да кажам дека од оваа година натаму проблемот со учебниците е затворен и нема да биде веќе проблем. Ние од сега натаму континуирано ќе имаме учебници за сите ученици во нашата земја, кои се надевам добро ќе ги искористат овие учебници, затоа што е исклучително важно. Тие веќе осознаваат дека е тоа важно и веќе гледаме дека има некакви промени. Например, ниедна екипа која отиде на натпревар, на меѓународна олимпијада, на меѓународно такмичење, не се врати без макар еден медал. А се враќаа со 2 медали, со 3 медали, злато, сребро, бронза. Резултатите кои ги постигна учениците на маторскиот испит не се драстично различни од претходната година, но барем минимално подобрување има. Дополнително, многу помал број на ученици користеа недозволени средства. Од тука можам да заклучам дека ние, колку и да е мал, еден чекор сме направиле. Па така, тука би го затворила овој процес со учебници, нови програми, тоа сега добива континуитет. Од она што ве разбрав, министерке, дека вие во моментот кога започнува новата учебна година, веќе вашата стратегија е да направите веќе нова евалуација, што треба да се дополни, што, значи не го оставате тоа до последен момент, ако добро ве разбрав. Не, ви кажувам дека само што ги дистрибуира учебниците. Веќе почнувате за следна година. Ние почнуваме оваа година за следната. Минатата година не беше така. Минатата моравме концепција да менуваме, моравме наставни планови да менуваме, нешто прифаќаме, нешто не.
Но од оваа година веќе имаме комплетен план и затоа велам ова прашање можеме да го сметаме за затворено. Ја споменавте државната матура и резултатите и оценките и при тоа би сакала да се навратам на нешто што исто така многу значајно, а тоа е дека беа потребни петки, дека се одеше на петки, меѓутоа има една вистина дека понекогаш и самата оценка дека не е секој талентиран за една иста област. Чинам дека вие дадовте една изјава што навистина беше добро прифатена и не само кај родителите, меѓутоа и таа е реалноста. Не секој е талентиран за иста работа. Не може јас да бидам, да речеме, талентирана и за математика, и за музичко, и за останати предмети, што досега не се гледало или не сме го прокомуницирале јавно тоа на ваков начин. А мислам дека е многу значајно да го комуницираме јавно. Сметам дека тука вина има и уписната политика во средно образование, па и на факултетите. И откако ќе го заокружиме овој процес во однос на програмите и учениците, ќе се организираме и заедно со средните училишта ќе продискутираме за уписната политика. Не секогаш, односно самите имаме докази и видовме дека не секогаш петките гарантираат дека сите ученици што ќе се запишат во една гимназија се скроз одлични, го велиме тоа во народот, нели, со сите петки. Него тестовите покажуваат дека таму има мешани групи на ученици, некои кои заслужуваат петки, некои кои заслужуваат четворки, тројки и така натаму. Тоа не е проблем и не би требало да биде проблем, да речеме една гимназија да запише и одлични, и многу добри и добри. Не е гаранција дека овие што доаѓаат само со петки ќе ја направат гимназијата најдобра затоа што таму се запишани најдобрите деца, бидејќи знаеме дека имаме пропуст во оценувањето. Од тука ќе почнеме да дискутираме една нова политика, уписна политика, и во средните и на факултетите. Има разни примери, ние во МОН тоа го истражувавме, на кој начин е тоа решено. Во некои земји, во 9-то одделение или 8, во зависност од тоа какво им е организирано основното образование, има нешто што се вика завршен испит, некаков релативно лесен тест кој го опфаќа знаењето од сите години. Тоа е еден пример кој едни земји го имаат. Вториот прием е дека училиштата, средните кои ќе примаат основни, можат да спроведат некаков тип на приемен испит. Истото се однесува и за факултетите, дека тие и сега можат да спроведат приемен испит, не мора да ги бодираат кандидатите. Оваа политика, бидејќи во овој период од 15 месеци имавме многу други приоритети, почнуваме следнава година да ја дискутираме широко со јавноста, со наставниците, со родителите, со директорите на училиштата, да прибереме информации. Но и тоа не мора да се случи. Ние превземаме одредени мерки. Например, новиот е-дневник, кој е проект со Европската Унија, надограден, усовршен. Тој електронски систем има поволностите за наставниците, за учениците, за родителите и така натаму, но има и нешто што ние искуствено сме заклучиле дека можеби треба да го внесеме. Например, еден предметен наставник, нека биде по географија. Од сега натаму немаш да може да ги гледа оценките по останатите предмети, по македонски историја, физика, хемија и така натаму. Него го интересира неговиот предмет и тој ќе си ги гледа оценките кај соодветните ученици по својот предмет. Сметаме дека тоа малку ќе помогне. Дополнително, е-дневникот, се што ќе биде забележано во него ќе зачува. Порано можеше да се напише, па да се избрише и така натаму, сега не. Секоја оценка која е внесена во е-дневникот ќе биде зачувана. Па ако детето, например, на писмена добило двојка, на устно добило петка, секако не може на крај да добие петка, да речеме, туку ќе треба да се провери или неколку пати да се испрашува и така натаму, типа една двојка може да е кекс некаков. Но како и да е, тука механизмите на мониторинг веќе се подобрени. Она што сакам да кажам дека на сите можни начини се обидуваме да го направиме оценувањето пореално. Ги охрабруваме наставниците на сите можни начини
и спречуваме кога можеме притисоци врз нив, за да реално си ја завршат својата работа. И мислам дека одреден број во овие 15 месеци веќе и се охрабрија да си ја вршат работата, да одолеат на притисокот. Не, тие секогаш си ја вршале работата како што треба, но да одолеат на притисокот. Слушам, не сум направила анкета, но во разговори со нив, слушам дека и одредени притисоци се намалуваат. Секако ќе треба и родителите да се вклучат во овој процес и да проценат дали нивното дете и зашто е талентирано. Новината која внесовме повторно оваа измината година, во училиштата воведовме кариерен советник, да им помогне на родителите да им каже зашто нивното дете е талентирано. Ова ќе беше едно од прашањата. Да не ве прекинувам, ако сакате продолжите понатаму во таа настока, меѓутоа би сакала да се задржиме и на кариерните советници, убаво да ги објасниме на гледачите што представува кариерен советник, што прави, како го разработува, како гледа пошто е талентирано детето и слично. Тоа е нешто што го воведовме во новиот закон и во основно и во средно училиште, што постои во високо развиените земји. Значи, уште во основно може да се... И од основно и во средно. Уште од основно, да. Кариерниот советник, кој е еден од наставниците, кој училиштето го избира да ја врши таа работа, го следи успехот и интересите на ученикот. И тоа му е работа. Тој не оди на настава, не предава. Туку си прави распоред за тоа како ќе ги следи учениците. Следејќи ги учениците и во разговор со нивните наставници, тие се првата линија. Тие гледаат дали детево го бива за математика или го бива за јазици. Значи, во консултација со наставниците, низ разговор со учениците и ги доиспитува, но и му препорачува на детето на што да се посвети. Иста работа има и со родителите. Врза да прикаже анализа која е направена и да каже сметаме дека ова ваше дете ќе има подобри резултати во општествени науки или дека ќе има подобри резултати во природни науки. Секако тие не можат да одлучат во името на детето и родителот, но искуството во високите развиени земји кажуваат дека ваквото усмерување дава одлични резултати. Би сакала чисто како дополнителна информација да напоменам зашто е тоа важно, особено кога станува збор нели на запад, бидејќи некои работи, особено кога едно дете талентирано, да речеме, за пишување, за уметност, доколку малку повеќе вложи и семејството, меѓутоа и самата држава, така се создаваат и некои големи имиња, така навистина секој ќе си го најде своето место во општеството и ќе даде максимум и за себе и за сите останати. Така е, долани по стариот закон, ние не им имавме одредени одредби на кои им помагавме на овие талентирани ученици, особено кога се одеше на надпревари, но оваа година ги покривме сите трошоци и со тоа сметаме дека ќе ги стимулираме и учениците, и наставниците, менторите нивни. Значи, повторно превземаме мерки и чекори во кои ќе направиме стимулација на она кај што детето покажуваат осебен интерес, но не само интерес, туку и успех. И талент, и да. Така е, талент, способност и верувам дека ова долгорочно ќе даде одлични резултати. Тоа подразбира дека вие како министерство, оние недостатоци, оние порано што сме ги имале, за жал, кога некој дете оди на надпревар, па не може да замине поради одредени предизвици за финансиски, Веќе се регулирани и оваа година ги покривме сите патувања за сите ученици, каде и додеа, имаш и многу далечни дестинации. Имавме убави голем поздрав сите што освоја добри резултати. Последното нели беше за она информатичка олимпијада, одличен прекрасен резултат и тоа е само стимул и да има и таков еден добар надпревар помеѓу младите, се надпреваруваат со знаење и во знаење што е навистина многу важно. Би сакала да се вратам сега и на еден друг предизвик, пак што ги имаат и одредени семејства, меѓутоа и самите училишта, тоа беше проблемот со образовните асистенти. Како, дали годинава
изјавивте дека и беше објавено дека ќе се работи на ова и еве започна новата учебна година. Знам дека имате најдено решение. Какви се бројките и како ќе се пристапува на овој проблем долгорочно? Во основно образование обезбедени се средства и ангажирани 1346 образовни асистенти. Во средно образование 130. Конкурсите беа распишани, луѓето си конкурираа и беа избрани тие што имаа соодветно образование и се што бараше конкурс. Ни се случи во последните денови и недели одредени избрани асистенти да се откажат, но тоа ќе го покриваме се додека не најдеме нови асистенти и генерално во основно образование мислам дека сите се покриени. Ако добиеме некоја информација за утре задутре и тоа ќе го решаваме. Во средното образование исто така имавме недостаток на 30 на асистенти, но дополнително сега и тоа го решаваме. Но јас многу пати сум кажала, но важно е да повторам. Знаете како, и наставниците и родителите образовната асистенција ја сватија како образовен асистент. Човек кој ќе работи со нивното дете. Образовната асистенција вели дека асистентот ќе му помага на наставникот да обрне повеќе внимание на оние деца кои имаат потреба од асистенција, што не значи дека на секое дете мора да му се обезбеди асистент. Асистентот може да работи со 2 дечиња. Зошто е тоа така? Тоа не го измисливме ние во Македонија, тоа го предвиделе, нели, во земји во кои што има многу повеќе искуство, и ние релативно подоцна сме почнале со тоа. Затоа што децата пак, без оглед дали имаат посебни образовни потреби, треба да се стимулираат што е можно повеќе самостојно да сработат, затоа што така се осамостојуваат и во животот. Па од тука законодавецот предвидел дека едно дете може би 3-4 години ќе има образовен асистент, но петата веќе нема да му треба. И тука имаме реакции на одредени родители, ама покажа детето успех и така натаму. И тоа не е страшно, може детето да почне самостојно, па ако видиме дека не напредува, повторно да го добие асистентот. Или во првите години детето немало потреба, од сега се покажува дека има. Комисијата за функционална проценка вели дека треба. Значи, како се постапува, така, како ни вели Комисијата за функционална проценка и како пријавуваат училиштата од потреба за асистенти, така ние пополнуваме. Уште една новина која што беше воведена, а е во насока на тоа да им се овозможи образование буквално на сите деца, е тоа дека и децата кои се на долгорочно болничко лекување ќе можат да следат формално образование. Како е планот и каков е одзивот до сега? Имате ли одредена, можеби, статистика како се движат до сега работите? Конечно и тоа мораше да се случи во оваа земја, затоа што тие деца на некој начин беа и дискриминирани, оставени сами да се борат со болеста, со семејството и со медицинскиот кадар кој помага. Значи, станува збор за хронични, тешки болести, за деца болни од канцер, било каков вид, кои мора подолго време да престојуваат во болнички услови. Кога станува збор за борба за живот, може би една изгубена година не е многу значајна, но пак присуството на наставникот кој се грижи за детето и кој се и влијанието на родителите што ќе го има наставникот, другарчињата со кои детето преку компјутерот, таблетот ќе може да се види, кои ќе поразговараат со него, кои ќе го окуражат, со кои ќе си го измери знаењето, нели? Тоа има една голема емотивна, емпатична и социјална компонента. Тие деца можат да учат и по прилагодени програми, но битно е да го одржат контактот со животот, да не се затворат само во болничката просторија со мислата за борба против ракот или било која друга болест. Во моментов има 2 деца кои се наоѓаат на такво болничко
лекување и да, тие две деца ќе си продолжат со своето образование толку колку што приликите нив им овозможуваат. Наставникот ќе се прилагоди на нивните можности. Уште едно нешто што направивме, го легализиравме образованието во воспитно-поправните домови и во затворите, кое сметам дека исто така значајно, како и ова за кое што претходно зборувавме, и училиштето Макаренко стана државно училиште, кое ќе спроведува настава и во воспитно-поправните домови, и веќе се спроведува, и во основно и во средно образование. Ова е голем чекор напред, имајќи предвид дека не се случувало ова претходно и дека навистина тие ученици на некој начин се дискриминирани без разлика дали се борат со болеста или пак имаат одредени како да кажеме воспитно поправни активности. Да, меѓутоа еднакво треба да се грижиме и за нивното образование, бидејќи апсолутно заслужуваат еднаква шанса како сите останати. Би сакала во овој дел на уште една работа да се осврнеме, а тоа е инфраструктурата, образовната инфраструктура во овој случај, каде што исто така е проблем, децениски проблем, меѓутоа значено е да се направат одредени чекори. Какви ви се плановите кога станува збор за образовната инфраструктура, бидејќи и таа е многу значајна за да имаме целокупно квалитетно образование на целиот систем, ако може така да се каже. Кои ви се плановите и како би го изреализирале тоа? Исклучително е значено да имаме добри услови во кои што ќе работат учениците и наставниците. Жал ми е што морам да кажам дека со години нешто се вложува во инфраструктурата, но резултатот е лош. Ние навистина имаме запуштени училишта, ние навистина имаме училишта со кровови кои течат, мокри чворови или тоалети кои се апсолутно несоодветни или по стандард кои би требало да бидат, инсталации кои не се по стандард и така натаму. И без оглед колку е во минатото вложувано, сега не сум правила таква анализа, состојбата е релативно лоша. Како влада, како нова влада, вложуваме точно 67 милиони евра во реконструкција, доградба, наградба, адаптација на она што проценивме дека е приоритет. Делумно од страна на буџетот на Министерството за образование и наука и делумно од така наречената АА програма, што значи средствата добиени од унгарскиот кредит, познат во народот како унгарски кредит. Покрај тоа што градиме, имаме изградено 7 објекти, продолжуваме да градиме и правиме реконструкции на самите училишта, градиме и спортски објекти, спортски сали. За жал, јас дури кога станав министер, видов колку училишти имаме кои немаат спортски објекти и каде што децата и наставниците се принудени физичко образование да имаат во училница. Без разлика дали е лето, дали е пролет, зима, да. Кога може во школскиот двор може, но кога не може, тоа се случува во училница. Тоа не е во ред да се случува во 21 век, во една земја која не е во Европската унија, но се наоѓа на европскиот континент. Тоа мора да се поправи. И такви инфраструктурни промени се многу неопходни. Тука има уште еден проблем за кој јас отворено сакам да зборувам. Ние имаме делумно или целосно руинирани училишта, подрачни, каде што учат по 5, по 3 деца и така натаму. Оние такви училишта кои се наоѓаат на голема оддалеченост и кои не можат да се припојат кон централните затоа што децата ќе треба да патуваат например 100 километри дневно, 50 во еден, 50 во друг правец, треба да се реновираат. Но подрачните училишта кои се наоѓаат на 7-10 километри, некои се на 5, на 2,5, треба да се припојат учениците на централните училишта, а тие згради да се пренаменат. Дополнително, за да добиеме подобар квалитет во образовниот систем, ние треба, а во иднина и ке мора,
да спроведеме едносменска настава и по можност целодневен престој на учениците во училиштата. Дали тоа ќе биде целодневна настава или дневен престој, во моментов одлучуваме според потребите. Но и тука повеќе пати сум кажала, ние вложуваме првенствено во училиштата каде што треба 2 до 6 училници за да добиеме едносменска настава, а продолжуваме, нели, повторно како и до сега до изградба на цели објекти од 20 училници и цело училиште. Според потребите кои општините ги пријавуваат. МОН сериозно учествува во изградба на општинските училишта и заедно со помош на општините, кога имаат да одвојат од блок дотациите, одвојуваме средства. Иако училиштата се ингеренции на општините, меѓутоа финансирањето е решено поинаку и сега заеднички го правиме тоа или целосно МОН го превзема, ја превзема инвестицијата во училиштата. Од тука сакам да кажам дека сериозни средства строшиме и сериозно водиме сметка, би било несериозно да сме несериозни во тој правец, но и изградбата на инфраструктурните објекти во образованието е комплексен процес и опфаќа, како што гледате, повеќе процеси. Оптимизација на училишна мрежа, доградба на училишта, изградба на спортски сали, секако изградба на спортски терени. Тука помага и Министерството за спорт, да не пропуштам да кажам. Максимално тоа што ни дозволува буџетот го спроведуваме. Јас се надевам дека идната година буџетот ќе ни дозволи и повеќе. Ке направиме тука едно заокружување во првиот дел, во вториот дел сакам повеќе се осврнеме и на наставниците, на вложувањето во наставниците, бидејќи тие се еден од најзначајните елементи во образовниот систем. Така што ќе направиме тука една кратка пауза, но се враќаме назад во студиото за многу кратко и за сите оние планови кои што се во насока на стимулирање на растот и вложувањето во знаењето и вештините на наставниците. Се гледаме за кратко. Се враќаме назад во студиото, продолжуваме со разговорот со министерката за образование, доктор Весна Јаневска. Зборувавме за предизвиците, потребите, за плановите, за тоа како да се подобри образовниот систем кога станува збор за вложувањето во знаењето на учениците. Меѓутоа, една од клучните алки во целиот овој процес се наставниците и она што тие го пренесуваат на самите ученици. Во таа насока објавивте и обзнанивте дека ќе се вложува подеднакво и во нивното знаење и вештини, особено оние модерни дигитални вештини кои што се вештини на овој век, и она може да се каже дека без познавање на тие вештини навистина нема да бидеме во чекорни со сите случувања во светот, а нема ни да им помогнеме на нашите ученици да застанат рамо до рамо со своите врсници во светот. Една од начините како да го направите сето тоа е обуката која што е објавена, а тоа е обуката AI во училница, која што е наменска обука за развивање на знаење и вештини повезани со вештачка интелигенција и ќе има за цел да ги пренесе тие знаења на наставниците од средните училишта. Како е текот, дали има заинтересираност и до кога трае можноста наставниците од средните училишта да аплицираат и зашто станува збор од целата таа обука? Така. Ви благодарам на ова прашање, навистина треба да го отвориме. Кога ќе зборувам за вештачката интелигенција, ќе се добие впечаток дека ние сме земја на контрадикторности, нели? Зборуваме за инсталации, тоалети, кровови, спортски сали кои треба да се доградат, а од друга страна зборуваме за нешто што е во тренд и е модерно. Она што ние како влада и како министерство сметаме дека треба да се направи секако е дека покрај основните работи кои треба да ги завршиме, треба да го држиме чекорот со она што се случува надвор од нашата земја, зашто ако не го направиме тоа, ќе останеме изолирани и заостанати е едноставниот збор за да се каже вистинската состојба. Со оглед дека се наоѓаме во ера на технолошки развој, не можеме да занемариме дека вештачката интелигенција влегува во училиштата,
ниту да се направиме слепи и да речеме па децата наши немаат допир со вештачка интелигенција. Имаат мобилни телефони, државата им набавува смарт таблети. Затоа решивме како Министерство за образование и наука да се посветиме и на овој дел и јас пак ќе кажам, работиме на повеќе паралелни линии каде што мораме да се движиме во чекор со светот. Она што направивме се две значајни работи, а тоа е потпишавме меморандум со Универзитетот Гоце Делчев во Штип, односно Факултетот за информатика во Универзитетот Гоце Делчев во Штип и со Брейнстер, позната школа наша за информатички технологии и вештини. Наставниците навистина не мора да знаат се, но пак ние велиме дека доживотното учење го подобрува квалитетот на знаењата, како на учениците, така и на наставниците. Особено кога има новини во сметот, а ние сакаме да ги примениме, државата е должна да им обезбеди и образование на сите и секако на наставниците. Како Министерство за образование и наука, заедно со Бирото за развој на образованието, вложуваме навистина големи средства за обуки на наставниците. Кога станува збор за вештачката интелигенција, она што го направи Факултетот за информатички науки на УГД е еден навистина прекрасен прирачник или водич и за наставниците и за учениците, во кои се дадени базични знаења за вештачката интелигенција за наставниците, како да ја користат, што може таа да им помогне во текот на наставата и секако начините како да ги заштитат учениците од негативностите кои вештачката интелигенција исто така ги нуди, особено од зачувување на личните податоци, зачувување од неточни информации, па дури некакви лажни вести, нели, и така натаму. Така да тој прирачник ние го испромовиравме и во дигитална форма, односно во PDF формат, нели, го испративме до наставниците. Но едно е книга, а друго е практична настава, па од тука со Брейнстер исто преку меморандумов обезбедивме едукација за наставниците во неколку нивоа. Конкурсот се уште трае, услов е наставниците да знаат англиски јазик и во моментот има пријавено 500 наставници кои сакаат да навлезат во проблематиката на вештачката интелигенција, што од гледна точка на Министерството е позитивно. Ова едукација е само за средните училишта, затоа што очекуваме тие ученици да бидат малку и позаинтересирани и веќе користат. Повозрасни се и користат, но секако ќе ја направиме и за основните училишта. Јас сум длабоко убедена и благодарна на Брейнстер заради нивната општествена одговорност. Бесплатна е таа обука, честно е да се каже за наставниците, но се надевам дека и други компании ќе се вклучат во овој процес, секако факултетите, нели, за информатички науки исто така ќе се вклучат во овој процес. Бидејќи е почеток на школска година, почнуваме после некоја недела да ги правиме и тие договори за следните обуки кои наставниците треба да ги добијат за да можат да работат со учениците. А до кога трае огласот, до кога може да аплицираат? Не сум сосема сигурна, ама мислам дека до крајот. Од што прочитав на страната некаде до 21 септември, бидејќи ја разгледав, да, ме интересираше што има. Не го знаев точниот датум, но тој, да, до крајот негде на септември, 21 септември. Многу се важни тие обуки, но важно е да го стимулираме растот на наставникот, односно како работите на стратегијата за мотивација и унапредување на наставниците. Еден дел е, нели, ова што подразбира обуки, меѓутоа обуките за вештачка интелигенција, дигитални вештини се еден сегмент, што е со другите сегменти? Мора да бидеме честни и да признаеме дека доброто вреднување на трудот кој било кој граѓанин на своето работно место, вклучувајќи ги наставниците го дава, е една од мотивациите.
Иако може би на крај треба да зборуваме за тоа, смитам дека е значајно и немам проблеми тоа да го кажам. Наставниците, за да бидат мотивирани да работат, треба да имаат соодветни плати. Она што оваа влада го направи е обезбеди за наставниците континуитет во покачување на платите. Ние подпишавме договор дека секоја година платите ќе се покачуваат најмалку 7,5%, 7 до 10, а после тоа 10 до 12 четвртата година. Но, доколку економијата во државата се подобри и имаме подобри услови, не значи дека ќе биде 7 до 10, може да оди и нагоре. Но не мора да се грижат дека платите ќе им бидат покачени. Во моментов тука некаде пред крај сме и тргнуваме кон завршување на колективниот договор. Јас се надевам дека за некои месеци тоа ќе го затвориме како прашање. Тоа е нешто што е многу значајно. Она што исто така е значајно да им дадеме почит на наставниците за нивната работа. Сега кога посетив неколку училишта за да им дадеме почит на првачињата, оти важно е, првиот училишен ден е многу важен, јас искрено тоа го кажав, затоа што искрено така и го мислам. Наставниците се втори родители на децата, особено во првите оделенија од прво до четврто, нели, кога ти 8 сати поминуваат, да речеме, па и нека не се 8, 5 сати со наставничката, со наставникот. Тие ги воспитуваат и ги образуваат. Имаме малку или негде малку повеќе за останување во воспитниот процес, но воспитниот процес не е должно само на наставникот. Воспитниот процес е должат и на родителите, особено во најраните години. Враќањето на дигнитетот на професијата наставник е од исклучително значење и ние планираме, нели, во идно време да спроведеме една мала кампања која и на родителите и на учениците ќе им покаже колку е големо значењето и колку голема улога е да бидеш наставник. Секако во иднина предвидуваме и други мерки за да им помогнеме, но она што го направивме како МОН последно е да распишеме јавен повик за пријавување на наставници ментори и наставници советници. Само да ги информирам дека во време на избори, изборот нема да се заврши, но конкурсот трае. Сите што сметаат да ќе исполнуваат услови, Што подразбира, кој се може да се пријави? Тоа се наставници кои имаат искуство и кои имаат обуки. И според бројот на обуките, тежината на обуките, годините на искуството, ќе бидат бирани наставници ментори и прв пат сега објавуваме конкурс за наставници советници, но и за стручниот кадар. Прв пат. И за стручниот кадар, зашто не е фер да ги дискриминираме. Мислам дека ова е една голема мотивација, што значи тие ќе ги подучуваат младите, што е човечка мотивација да научиш некому да му предадеш знаење, но секако ќе има и значење во нивните надоместоци, односно во нивната плата. Кога станува зборувавме за сите начини на кои што може да се направат промени во образованието, што за учениците, што за наставниците, така да се вложува во иднината на државата, бидејќи на крајот на денот колку повеќе квалитетни кадри не излегуваат или млади кои што ќе го засакаат знаењето, ќе се пронајдат себе си, што знаат најдобро да прават, толку поголем бенефит ќе има, нели, и тие лично, меѓутоа и целото општество. Сега, што е со делот за финансирање на основно и средно образование? Како, чуам дека споменавме некои нови формули, некои нови начини, како е, во која насока се движи за да може сето ова што го зборуваме, целава нова стратегија да се изреализира и да има, нели, на крај да има добар ефект? Принципот на финансирање на образованието е што од буџетот на државата се одвојуваат средства кои се викаат блок дотации, кои ние Министерството ги префрла на општините за потребите на општините во однос на образованието. Во тие блок дотации се предвидени платите на наставниците и од она што ќе остане било што е потребно во основното и во средното образование.
мебел, реновирања, дигитализација на целиот процес, смарт табли, таблети, мрежи и така натаму. Видовме дека тој начин на кој што ние ги рачунавме трошоците, ние државата, ги рачунала трошоците на општините кон образованието е веќе стар и не е добар. Направивме критериуми по кои ќе се финансираат и основните и средните училишта, ни помогнаа експертски тимови. Ова е правено повеќе години заедно со УНИЦЕФ преку Светска банка и имало 2-3 обиди да се донесе нова формула, безуспешни. Посветивме многу внимание заедно со нашите партнери, зашто сум им навистина благодарна, формулата да ја направиме најдобро што можеме за финансирањето на потребите на образованието по општините да биде соодветно. За прв пат израчунавме трошок по глава на ученик, се вели тоа. И тоа е околу 102-13 илјади и за основно и за средно. За прв пат направивме разлика во трошењето на средствата на училиштите меѓу гимназиското и средно стручно образование. Гимназиското реално изискува помалку средства отколку, например, едно машинско училиште, каде што треба да имаат и некоја машина. И не може исто да се финансира. И не може исто да се финансира. Тоа го направивме стандарди, ги поделивме училиштата во 4 категории, од училишта со најмал број на ученици до училишта со најголем број ученици, се што требаше и конечно оваа година ја донесовме на влада новата формула. И тоа беше двете нови формули и еве да кажам, тоа беше дел од планот за раст, што значи дека ние и успеваме да постигнуваме одредени европски стандарди. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Јас навистина се надевам дека ова убава визија што имате за образованието, како во делот за наставници, за инфраструктура и за подобрување на знаењата и вештините на учениците ќе изреализирате, бидејќи она што навистина нас не е потребно е стабилно образование. Ви благодарам многу за можноста. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или Против. И јас ве поздравувам од тука, ви посакувам да имате убав остаток од вечерта и секако убав викенд пред вас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа. Поздрав!